А четврток во Македонија наутро резервирано време и за нашите доктори. Односно, имате можност и да си прашате доктор на оние теми кои што летово ќе ги зборуваме токму со нив, па така што да стартуваме со тема за најмладите. Еве некако се погоди периодов распуст, дечињата се на распуст, па секако сите сме загрижени, топлото време ни доаѓа, како да се грижиме за нивното здравје, како да им помогнеме овие жешки денови кои што ни следуваат да ги поминат и како се разбира сето тоа да биде на правилен начин. Доктор Ангелчо Андоновски, добре ни дојдовте директно од дежурство, така му доаѓа? Апсолутно, точно, да ви благодарам на поканата, ама кога станува збор за дечињата, тука сме секојаш пат да помогнем. Така, ја рековме, отвараме телефони, колешке, така што слободно да ги поканиме и нашите гледачи, доколку имаат некакво прашање. Верувам дека имаат многу прашања. А секогаш кога нели доктор во прашање се има прашање, но тука сме во служба пред се за децата, да. Така е, се за децата. Во неколку сегменти го поделивме разговорот, се надевам ќе имаме време да чепнеме од себе, бидејќи сите овие се некако значајни теми, па ги спомнав жешките денови, температурите растат и така натаму, високи летни температури. Па сега, докторе, како да се грижиме за децата во лето, што е најбитно и малку да обрнеме внимание, нели, и за редовно пиење на вода и да не ги изложуваме многу, малку да им забраниме во топлите денови, во оние сати да излегуваат. Малку потешко, но тешко ќе оди, да. А децата се умни, ќе разберат сето тоа што им говориме, но ќе кажам дека некако температуриве ни дојдоа навидум така тешки, но периодот на летото се уште не е дојден, значи ни престои уште пожешко. Сметам дека ќе треба навистина да имаме добра едукација пред се на родителите, за да може да ги заштитат нашите најмили. Она што треба да се напомени е обавезно секоја година, мене ми е драго што сум секој пат во студиото кој ќе дојдат овие жештини, нели, жешки денови, за да се даде правилен совет. Најбитната работа од сите тие работи е изложеноста на сонцето. Самите знаеме дека модернава технологија ни носи и некои, како кажам, показатели за да ги следиме токму ултравиолетовите зрачења, односно она зрачење кое што навистина може да наштети. Во кој дел, значи првично да кажеме не само кожата што може да страда, тоа сите го знаеме, изгорениците се веќе на многу повисоко ниво качени за разлика од претходните години, токму заради тоа ултравиолетово зрачење. Ќе кажам дека и дехидратацијата е голем проблем. Значи дехидрирањето, поготово за малите дечиња, е многу голема опасност. Јас ќе ги категоризирам во неколку групи, тоа се доенчиња, значи малецки бебчиња кои што секој нели родителите сака да ги изнесат и е потребно да ги изнесат нели на чист воздух, за да може да ги фати и сонцето. Витаминот Д е многу потребен за нивниот добар раст и развој. И она што можам да го кажам е во подоцнежните години, буквално децата како растат и развиваат, мора таа игра да постои, токму заради развивањето на социјалните вештини, развивањето на говорот, развивањето на менталното здравје, кое што нели сепак на мој фах кој што го работам. Ќе кажам дека воопшто треба да бидеме многу внимателни, да ги слушаме советите од стручните лица. Јас си не постојано го тоа потенцирам дека педијатарот е првата линија на одбрана токму на дечињата и мора да биде спремен секој пат со совети кон родителите. Не само да биде нели како еден вид на фигура, но е тој човек кој што ги дисперзира сите мислења и правилниот раст и развој кај едно детенце, односно давање на вистински правец. Морам да забележам дека примањето на течностите ќе биде многу потребно во овој период кој што ни престои, буквално и витаминизацијата на организмот, здравата исхрана пред се, да кажеме да биде повеќе застапено зеленчук, овоше, но ќе збориме и за периодот кога ќе се дојде на море, кој што навистина треба да биде да кажеме, нели, баш по сите правилници кои што треба да се подготват луѓето за да појдат на еден таков одмор. Ја споменавте детската игра, еве тука ќе се надоврзаме со малку повозрастните дечиња, оние кои што тренираат на отворено, а тоа се случува во овој летен период. Тренинзите можеби на момент ќе застанат, меѓутоа во текот на летото тренерите сакаат да бидат присутни. Што со нив? Како да реагираме? Јас буквално одма напоменав дека дехидратацијата, односно дехидрирањето и рехидрирањето на организмот е многу потребно во тој период. Сите знаеме дека спортската активност ќе биде нели присутна, но буквално да се избегнува токму на пиковите на
зрачењето, ултравиолетовото зрачење, а и високите температури, кои што можат да допринесат проблеми да се јави во тој млад и кревок организам. Блиц само да влетам само, кога сме кај високите температури и дехидрација. За високите температури, знаеме дека сонцето е убаво, нели, за витамин Д и така натаму, но рековме и дека веќе штетното влијание му е се почесто и поголемо. Дали се препорачува нанесување, нели, на креми за сончење и додека кога не се на плажа, нели, Ајде дека се вака, како педијатар ќе говорам, не како дерматолог, нели, сепак да се разбереме. Заштитата од сонце е потребна токму во оној период кога е најизложено, нели, тоа дете, нели, доколку е на плажа, затоа реков дека ќе говориме и за плажи и како да се подготват младите родители за своите дечиња. Сепак, ако биде многу нанесено, да кажеме, од заштитното средство, кој што знаете дека е со фактори UV 50, 30 и така натаму, тоа ја блокира влезот на сончевите зраци, тоа е активацијата на мелатонинот, односно појавата на прекалцитонинот, односно појавата на самото создавање на витамин Д. Значи, тоа на некој начин нели го засопира или го намалува процесот на природно создавање на витамин Д. Значи не се препорачува ако не се на плажа? Но, ако тоа е точно, но а во спротивно, јас морам да кажам дека бидејќи токму во тој период се најзасегната е кожата и знаеме дека порастот на преканцерози и така натаму треба многу да се внимава на пигментните невуси кај дечињата, тоест на младешките, како е сега да се изразам да ме разберат нели и гледачите, мора да се внимава и на тие површини задолжително да бидат нанесени нели заштитни креми. А околу дехидрацијата, кои се симптомите, како да ги приметиме? Вака, тоа буквално е заморот, првично кој ќе се јавува, бидејќи доаѓа до дехидрација токму на мозочната кора, односно на мозочните клетки, доаѓа до нивно згужување, да кажам скочување, кога се појавува нели таков тип на дехидрација. И тоа е многу битно. Мозокот бара постојано вода, бидејќи е протежето на мозокот и функцијата на мозокот е ликворот, односно течностите. Да кажеме дека и постојано тоа дете или децата ќе треба да им се на некој начин и поддава за да можат да бидат рехидрирани. Значи да ги подсетуваме да не заборават во таа игра да пијат и течности, сокови и така нат. Не секој пат ќе кажам дека газираните пијалоци се како да кажам вистински избор за рехидрација на таков организм. Водата е вода. Ништо заблажено, водата е најдобра. Кога не се препорачува престојно отворено? Престојно отворено токму кога, затоа реков, кога ќе биде пикот на ултравиолетовото зрачење и кога ќе имаме највисока температура. Тоа обично е попладневните часови. Ја мислам дека од памтивек сме говореле на таа тема дека и нашите родители нас не подготвувале, па и ние треба да си ги спремиме своите деца за понатамошните нели потомства, дека навистина во ударните часови на најголема жештина, јас ќе кажам тука е и Ненад кој што постојано на море може да ни посведочи кога ги заштитува децата, да се насмееме, а меѓу другото да се знае дека тие периоди кога навистина е највисоко сонцето на зенит, во зенитот и кога зраците се најсилни, тогаш треба да се иде на некаква си почивка или на еден одмор, ручек и така натаму, да се преспие, попладневното спиење за децата е задолжително, а подоцна откако веќе тоа ќе биде во некако си да кажеме нели намален тек и изложеност, тогаш да се вратат на плажа и да се ги продолжат своите активности. Се можеме на следната тема за стомачни вируси. Можеме. Само сакам уште нешто околу бебињата, млади родители и така натаму, ќе начнеме подоцна за конкретно летен одмор и што да понесат, но чисто за изложување на сонцето. Да, баш ми е интересно кога динамично вака сакаме така, говориме и тоа ми е многу убаво. Буквално за бебињата треба да бидеме највнимателни, токму поради сите овие работи кои што ги наведовме до сега. Родителите треба пред се, ќе кажам, гардеробата, облеката на тоа детеце да биде многу лесно. Значи тоа дури да нема на него нели она да биде наоблечен и така, но една прекривка која што е тенка тканина задолжително да биде во присуство ако случајно сакаме да го изложим. Не секој пат знаеме кога е, затоа ги напоменавме тие часови кога може да биде изнесено и бебенце, тоа се утринските часови и приквечерните сати, за да може и тоа нели да го добие целиот оној бенефит од природата. Мораме да бидеме внимателни кај нив, кај доенчињата да бидат постојано доени, ако има дохрана да ја примат дохраната на времено и нели како да кажем како да си ја следат развојната скала за во врска со внесување на одредени храни кои што му се потребни на тоа доенче. Она што е многу битно и што сакам да го кажам, дека и кај нив доколку се изложат на нели сонце, нека имаат барем еден тенок слој на најфината и најнежната да кажеме ете таква заштита од сонце. Да, од тука зашто се почести стомачните вируси
вируси во текот на летниот период? Апсолутно, да кажеме, тогаш доаѓа до најголемо намножување на сите оние инфекти кои што се присутни, а децата со игра ги внесуваат, нели, преку рацете, се контаминираат, дали е тоа чаша, раце, таква средина кај што ќе бидат заеднички или меѓусебно, да знаете, нели, присутни се, да кажеме, толку фази на појава на тие стомачни вируси кои што дури можам да кажам завршуваат со хоспитализација. Кога завршуваат со хоспитализација? Кога детето ќе има една епизода, подолга епизода на повеќе кратно повраќање и ќе дојде до голема дехидрација, односно, нели, на тој организам, недостаток на сите течности, поготово на електролитната линија, и тогаш препорачувам на вистина родителите да си појдат во болнична установа, не амбулантски да се третира. Доколку е повозрастно дете и може да прима на уста, така тоа ќе кажеме, нели, задолжително да ги земе електролитите, односно ОРС-то, така познато, нели, во народот, да се изрехидрира убаво и да биде тоа внимателно, да се дава првично полека за да не дојде до повторна иритација на желудничето, а со тоа и повторно повраќање. Зашто се чести? Рековме дека многу се намножуваат, тие инфекти се многу брзи. Ја ќе ви кажем дека доволно едно дете да влезе во едно оделение и да донесе таква, да кажеме, нели, вироза, која што ќе предизвика стомачни проблеми, кои што после и тешко, нели, поминуваат со диареи. Значи, затоа и е препорачено да земат и антидиароици, нели, средства кои што се против, нели, диарејата, а и препарати кои што се против вомитусот, односно против повраќање. Значи, мора на стартот да се сопре првично повраќањето за да дојде до голема дехидрација, а знаете дека и со диарејата се губи огромна течност, така да мора да бидеме внимателни. Кај мора да бидеме највнимателни? Кај најмалите. Затоа зашто и тие се подложни и лесно, како да кажам, контабилни за да настане контаминација кај тоа едно таков еден кревок организам. Значи, вода во секое време. Да, во секое време. Можам да кажам дека навистина треба да се внимава на хигиената, поготово кај децата. Јас ќе ви кажам дека еве еден така пример за да знаат родителите, нели, при првично излагање на запчињата и пробивање кај бебчињата кои ќе дојдат до појава на запчиња, да знаете дека бебчето пикајќи ја раката или прстињата во устата, тоа внесува бактерија од рена кои што подоцна предизвикува инфламација и тие завршуваат со температури и така натаму. Значи, не пробивањето на запчето не значи дека температурата е од запчето, него од пропратниот материјал кој што се внесува и се контаминира таа средина, тоест целиот организам. Накусот само како да препознаеме вирус и труење со храна, бидејќи летниот период. Ајде вака, значи многу се блиски на некој начин, но ќе кажеме дека обично интоксикацијата, односно труењето со храна има многу потешка клиничка слика, да знаете. Зашто? Токму тоа поради внесувањето на инфектот, ја да не ги набројам сега, ќе отвориме многу широка тема, ако говориме за салмонелозите и така натаму, треба да бидеме многу внимателни, бидејќи се тоа тешки токсини кои што го напаѓаат таков кревок организам и тие доаѓаат задолжително до фаза на хоспитализација. Ретко, ако е малку подсврст организам, можеби ќе ги издржи сите оние средства кои што ќе му бидат дадени, нели, за да се сопре таа интоксикација или да ја на некој начин компензираме таа, нели, целата клиничка слика, за разлика од обичен вирус кој што не мора да значи дека ќе помине со температура, но у моментот кој ќе дојде до ослабнување на тој организам, ви гарантирам, нели, кога вирозата ќе го ослабне тој организам, обавезно се накалемува некоја бактериоза и тука продолжуваме веќе со одредена терапија која што мора да ја утврдиме да биде вистински правилна, да не талкаме. Јас стално кажувам дека и советувам на родителите да се изработи една крвна слика и еден С-реактивен протеин, односно да видиме до кај е нивото на инфламација на тој организам, а ако е дури потребно, задолжително се направи правилна антибиограма која што ќе ни го даде и правилниот антибиотик кој што мораме да го дадеме подоцна, нели, на таков нападнат организам, детски организам. Ке имаме прилика да зборуваме за летните одмори и подготовката, но би сакале вака пред самото лето, нели, да начнеме и таа тема, така што ајде да зборуваме за тоа како да се спакува, што викаме ранчето за ранчето, ја викам за секоја година го спомнуваме токму во оваа студија. Ама најбитно е. Најбитно е ранчето, да. И мислам дека цело време и на тоа алудираме да постои правилна едукација на родителите за да навистина се спремат, нели. Едно тоа ранче веќе тежи многу, да кажеме, нели, поради опсегот на сите работи кои што мораме да сме подготвени да делуваме вистински, не да трчаме по доктори, нели, на море и да бараме, нели,
други лекари да ваквото, него да ја дадеме првата помош на некој начин. Јас ќе започнам првично од тоа што го напоменав и на самиот старт, значи течностите да бидат застапени. Второ, што треба да содржи една таа кошничка? Треба да содржи пробиотик, бидејќи не секоја вода во одредена средина е нели со нормална флора која што нема да го нападне тој организам или нема да му делува зависно, нели секој адаптиран од одредена средина и нашите организми се адаптирани на одредена средина, кој ќе дојде до нова појава на нов, еве да кажеме нели додатен фактор или некоја бактерија или вирус и така натаму, нашиот организам реагира. Поготово ако тоа е од делот на водата која што не ни одговара на нашиот организам. Значи пробиотикот да биде составен дел на таа кошница. Рековме за заштитните фактори обавезно да бидат нели од секој тип, од 30 до 50 можам да кажам, но сепак да се употребуваат според препораките нели на докторот кој што ќе го каже сето тоа. А средствата за против диареја, значи антидиароици, задолжително да бидат во таа ташничка или во таа чанта која што ќе се носи. Средства против повраќање, значи сега имаме широка палета на дури природни препарати кои што се антиеметици да кажам, нели кои што го сопираат повраќањето, тоа се и на природна база од ѓумбир капки, кои што исто така многу помагаат. А да задолжително си носиме да кажеме средства кои што се хистаминици при убоди од инсекти, затоа сакав да отвориме една тема кога станува збор за убодите на инсекти. Тоа е бога ми долга тема и ќе многу направиме внимателни, значи треба да препознаеме на некој начин од што е каснато тоа дете, доколку е комарец, да знаете дека веќе постојат одредени ролони кои што се на антихистаминска база, креми кои што навистина ладат и еве ќе го испомнеме тука комарец, медузи, ја ќе се надоврзам. Затоа викам треба да препознаеме од што ќе биде каснато детето за да навремено реагираме и доколку е потребна терапија, дали да биде дадена во вид на сируп или таблета, да биде тоа, например, од типот на антихистаминици, да не ги сега потенцирам кој ги има многу, нели да не кажа дека протежираме во емисијата некоја си компанија. Она што исто така е забележително и треба да го стално кажам дека родителот треба да биде подготвен дека доколку детето има перзистентна постојана температура неколку дена и таа не е предизвикана од сонцето или од вирусот, од самото место или од прегревањето, нели од еден вид на сончаница, треба да бидеме подготвени да си носиме задолжително по едно сирупче од антибиотикот кој што на некој начин би ни помогнал како прва помош. Иако сум противник да биде тој даден без вистинска насока, нели, но сепак нели сите ние си ги познаваме многу добро децата. Да, ви благодариме многу на советите кои што ни ги дадовте утрово, меѓутоа времето никако не гаси. Времето секогаш кога имате доктор во студио е малку, но отворивме и начнавме многу теми, така што верувам причина да се мене ми е мило што еве ова утро го направиме тоа да биде токму за децата и се за децата пак ќе продолжи. Секој време ќе даваме корисни совети. Благодариме што бевте дел од Македонија наутро.